Од денеска стартува електронскиот рецепт како дел од интегрираниот здравствен информатички систем. Матичниот лекар лекот ќе го пропишува по електронски пат. Пациентот, за да ја подигне терапијата во аптека, не мора да има електронска здравствена картичка, туку потребно е само да го каже матичниот број или бројот на здравственото осигурување внесен во здравствената легитимација. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте на. Коце Трајановски во посета на Карпош најавува соработка со Стивчо Екимовски. Киното Маџари ќе биде реконструирано во дневен центар за стари лица. Со новите фасади во центар поевтини сметки за грејење за 1/3. Црвениот крст на центар и интакси во заедничка акција за дарување крв. Циклусот на посети по скопските општини денеска продолжи во општина Карпош. Градоначалниците Коце Трајановски и Стевчо Екимовски остварија средба при што ги констатираа проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Но и двајцата изразија задоволство од досегашната соработка. Елизабета Дамјановска. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски денеска беше во посета на општина Карпош и оствари средба со градоначалникот Стевчо Екимовски. На средбата присутни беа и директорите на јавните предпријатија, а председателите на урбаните заедници имаа можност да ги истакнат проблемите со кои секојдневно се соочуваат граѓаните на оваа скопска општина. Екимовски задоволен од досегашната соработка со градот и големиот број успешно реализирани проекти. Истакна дека оваа заедничка средба ќе даде придонес во решавањето на проблемот со водоснабдувањето на високата зона од Козле и Нерези, како и реализација на ГУПот, кој ќе овозможи привлекување на инвеститори во општината. Ова средба ни е неопходна за да извршиме уште една координација околу функционирањето на јавните предпријатија, за да се подобри услугата према граѓаните на општина Карпош. Во исто време да поразговараме за инфраструктурните проекти кои што треба да се работат на територија на општина Карпош, како и најгорливиот проблем на граѓаните на високата зона од Козле и Нерези. Тоа е водоснабдувањето, што мислам дека е проект кој што конечно треба да го завршиме. Во исто време битна работа е да поразговараме за реализацијата на генералниот урбанистички план, кој што треба да ни овозможи да привлечеме инвеститори во оваа општина, а во исто време и да се подобри квалитетот на живот на граѓаните на општина Карпош. Продолжување на третата фаза од булеварот Теодосиј Гологанов, разгледување на можноста за продолжување на булеварот Илинден, кружен тек или раскрсница помеѓу 8 септември и улицата Скупи се само дел од инфраструктурните проекти кои ќе се реализираат во Карпош со помош на градот, благодарение на добрата соработка помеѓу градот и општината Карпош, истакна Коце Трајановски. Благодарение на изминативе 8 средби кои што сме ги имале во општина Карпош, како и во другите општини во градот Скопје, се подигна нивото на организираност и нивото на комуникација на јавните предпријатија и градот Скопје со општините. И би дополнени една од целите на овие средби исто така да општините ги почувствуваат јавните предпријатија како свој, дека тие не се на градот Скопје, туку тие се на граѓаните на градот Скопје, дека нема влијание само градоначалникот на град Скопје, туку влијание треба да имат и градоначалниците на општините, а секако и местните заедници. Значајно е и тоа што на овие средби се оценува работата на јавните предпријатија и соработката на општинската администрација на Карпош со администрацијата на градот Скопје. А веќе трет ден трае и комуналната акција за чистење на улиците во општина Карпош, која се спроведува во координација на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје и општинските комунални служби кои се задолжени за одржување на хигиената на територија на општината. Освен чистењето на коловозите, тротоарите и останатите јавни површини, се врши и поправка на оштетените и неисправни контејнери, како и расчистување на дивите депонии на определени микролокации. За оваа цел во сите урбани заедници на одредени локации се поставија големи контејнери од 5 кубни метри, кои ќе се отстранат по завршувањето на акцијата. Општина Газибаба ги започна работите околу реконструкцијата на дел од објектот Кино Маџари, каде ќе се отвори дневен центар за стари лица. Реконструкцијата ќе изнесува 4 милиони денари, од кои 3 милиони и 400 илјади денари е инвестиција на општината. Проектот е во
заедничка соработка на општина Газибаба и Министерството за труд и социјална политика. Томислав Атанасовски. Во населбата Маџари, општина Газибаба, започна реконструкцијата на дел од објектот Кино Маџари, каде ќе се отвори дневен центар за стари лица. Дневниот центар е потреба на старите лица за исполнување на слободното време, кое ќе го искористат на организиран начин, а ќе имаат и поддршка од стручен тим. Со носењето на Националната стратегија за стари лица во 2010 година се предвидуваат низ мерки, помеѓу кои отворање на дневни центри за стари лица. Општина Газибаба во соработка со Министерството за труд и социјална политика започна со реализација на проектот изградба на дневен центар за старите лица. Тој ќе биде сместен во објектот на Киното Маџари. Воедно, општината ќе пристапи кон уредување на целиот простор на Киното Маџари, веќе со добивањето на собственост на тој објект од страна на општината, можеме комплетно да го реконструираме. Значи, во делот на Киното Маџари досега функционираше матичната служба и во иднина таму ќе биде исто матичната служба, а останатиот простор, останатата половина од објектот ќе биде наменет, како што напоменав, за дневен центар за стари лица, народната кујна и простори за урбаната заедница Маџари. Градоначалникот Тони Трајковски ја истакна соработката со Министерството за труд и социјална политика во отварањето на дневниот центар за стари лица, кој се прави во објектот на Кино Маџари. Вкупната финансиска конструкција е околу 4 милиони денари, од кои 3 милиони и 400 денари е инвестиција на општина Газибаба за комплетна санација на кроната конструкција, фасадата, комплетна замена на вратите и прозорците, уредување на внатрешниот простор со замена на подот и комплетна санација на електричната инсталација. Министерството за труд и социјална политика ќе учествува со 600.000 денари за опремување на просториите на дневниот центар. Во зависност од временските услови предвидено е комплетната реконструкција на Киното Маџари во дневен центар за стари лица на територија на општина Газибаба да трае 3 месеци. Министерот за транспорт и врски Милејана Киевски и градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски беа на увид на местото каде се гради канализацијска мрежа во општина Петровец во должина од 2,5 километри. Ова е прв зафат за изградба на канализација во општина Петровец. Се работи за канализацијски систем од примерна и секундарна мрежа. Инвестицијата е приближно околу 250.000 евра, а овој систем ќе го користат околу 1200 жители на Петровец. Ова е дел од програмата на градоначалникот на општина Петровец во кој владата го поддржува. Градоначалникот Митевски потенцираше дека ова е остварување на едно од неговите предизборни ветувања. Првпат во општина Петровец, односно во населеното место Петровец, започнавме со поставување фекална канализација која опфаќа околу 30% од населеното место Петровец. Ова е едно од моите предизборни ветувања, рече Митевски. По завршувањето на првата фаза, како што додаде, општината има аплицирано за изградба на втора фаза, која ќе го опфати населеното место Ржаничино и дел од Петровец. Во текст сме на распишување тендер за изградба на третата фаза, која ќе го опфати влезот на Петровец до центарот на општината, нагласи Митевски. Тој додаде дека ова е само почеток и од и понатаму ќе се пристапи кон остварување на сите ветени дела од програмата за општина Петровец. Со обновување на фасадите на зградите во општина Центар, жителите ќе имаат 1/3 поевтини сметки за грејење. Ова е проект на градоначалникот Андреј Жерновски од предизборието за енергетска ефикасност во општината. За ова денеска беше потпишан и меморандум за соработка со Хабитат Македонија. Прилог на Андријана Димитриевска. Еден од предизборните проекти на градоначалникот на општина Центар, Андреј Жерновски, е проектот за енергетска ефикасност. За овој проект денеска Жерновски заедно со директорот на Хабитат Македонија потпишаа меморандум за обнова на фасадите. На јавниот повик се пријавија 32 колективни стамбени згради кои обезбедиле прелиминарна согласност за промена на прозорците и балконските врати од најмалку 70% од сопствениците. Во првата фаза ќе се менуваат фасадите на 15 објекти. Жерновски појасни дека ќе се задржи првобитниот облик на фасадите, освежен со нови бои, без притоа да се менува нивниот надворешен изглед. Овие згради кои не влегуваат во оваа бројка автоматски конкурираат за наредната година. Сега сме во фаза кога по подпишувањето на меморандумот општина Центар ќе почне да врши процес на рангирање
и потоа оние кои што ќе бидат изведени ќе бидат информирани за тоа по кој редослед ќе почнат да се менуваат фасадите, односно да се рестарират фасадите на територијата на општина Центар. Самите згради офатени со овој проект, ова е можно битно се потенцира, ќе го задржа својот автентичен надворешен облик. Директорот на Хабитат Македонија Зоран Костов посочи дека со овој проект се заштедува енергија од 25 до 39%. Наша проценка е дека жителите, граѓаните кои живеат во згради со руинирани фасади припаѓаат на оваа категорија на семејства со ниски приходи. И целта на проектот за енергетска ефикасност, кој е еден од повеќето проекти кои Хабитат Македонија ги спроведува, е да им помогне на овие семејства со ниски приходи, преку заштеда на потрошувачката на енергија, да алоцираат повеќе средства во својот семеен буџет за други потреби или да направат превенција од зголемување на трошоците за грејење на нивните станови со оглед на растичките цени на енергија последните години. Општина Центар самостојно презема обврска со своите средства да изврши реконструкција на фасадите на избраните стамбени објекти, за која цел специјализиран изведувач избран од страна на општината Центар ќе постави фасада со термичка изолација на зградата согласно постоечките стандарди за енергетска ефикасност на стамбените згради. Во средните училишта во Македонија денеска и утре е второто пријавување и запишување на ученици во јунскиот уписен рок за учебната 2013-2014 година. Според Министерството за образование и наука, по првото пријавување во јуни има слободни места за 20.523 ученици. Од нив 13.177 за настава на македонски јазик, 6.480 за настава на албански јазик, 804 за турски, 33 за српски јазик и 29 места за повторувачи. За гимназиско образование слободни се 5.611 места, а за стручно образование 14.890. Во првото пријавување на првиот уписен рок 24 и 25 јуни се запишале 13.137 ученици, 5.780 во гимназиско и 7.311 во стручно образование. Уписот е завршен за гимназиско образование во скопските училишта Рада Јовчевски Корчагин, Никола Карев, Орце Николов и во Георги Димитров. Слободни места нема ниту во Васил Антевски Дрен за образовниот профил правен техничар. Слободни места има само за економски техничар, а во паралелките на албански наставен јазик во Арсени Јовков. Министерството за образование и наука соопшти дека во вкупниот број запишани ученици и слободни места за второто пријавување не е пресметан бројот на учениците од средните училишта од уметностите, музичка и ликовна и од спортската гимназија, затоа што во нив се полагаат дополнителни испити. Резултатите од запишувањето и слободните места од второто пријавување во јуни ќе бидат објавени на 4 јули. Околу 50 вработени во компанијата Интакси денеска даруваа крв во Центарот за дарување во Дара Џамбас. Ова акција за прв пат се спроведува како соработка помеѓу Црвениот крст на општина Центар и компанијата Интакси. Црвениот крст на општина Центар за прв пат започна соработка со компанијата Интакси за заедничка акција за дарување на крв. Акцијата се спроведуваше денеска во Центарот за дарување крв во Домот на хуманитарни организации Дара Џамбас, каде околу 50 вработени од компанијата Интакси даруваа најскапоцената течност. Од Црвениот крст истакнуваа дека ова акција, која е по иницијатива на Интакси, е добродојдена со оглед на тоа што во летниот период има недостаток на крвни единици. Црвениот крст на општина Центар има одлична соработка и со останатите компании од општината и се наоѓаат на првите позиции во Македонија со реализирани крвни единици. Општинската организација на Црвен крст Центар може навистина да се пофали со одлична соработка со компаниите на територија на општина Центар. Голем е одзивот, огромна бројка на крводарители и со самото тоа веќе сме на првата позиција, меѓу првите позиции во државата со крвни единици реализирани во текот на годината. Токму заради тоа што е голем одзивот на компаниите на територија на општина Центар.
Од компанијата Интак се вела дека ова е дел од нивниот план за општествено одговорна компанија. Тие спроведували други проекти од овој карактер, а отворени се и за понатамошна соработка и во останатите проекти кои ќе ги реализира Црвениот крст. Сакаме да помогнеме на било кој начин, неколку проекти веќе имавме од ова општествена одговорност претходно и сега ова е директна помош на оние што во даден момент ќе им треба крв за да им се помогне. Нашите вработени, значи возачи, администрација, менаџментскиот тил, веќе од нив се редовни, дел од нив се редовни крводарители, а акцијата беше доброволна, односно сами правевме интерес, седнавме, состанок се договоривме, имавме голема желба за тоа, дојдовме и еве сега даваме крв, а и понатаму зборувавме, веќе имаме идни планови за идни чекори да продолжи оваа соработка. Дневниот центар за дарување крв во Даре Џамба се отворен секој ден во период од 10 до 17 часот, а може да услужи до 20 хумани луѓе кои сакаат да даруваат крв. Малопродажните цени на бензините од ноќаска на полнок се намалуваат за половина динар, а дизелот и екстра лисното масло за домаќинство се зголемуваат за половина динар. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, цената на Евросупер 95 ке изнесува 78,5 динари за литар. На Евросупер 98 ке изнесува 80 динари, на Евродизелот 67 динари за литар и на екстра лесното масло за домаќинство 56 динари за литар. Се намалува и малопродажната цена на мазотот и ке изнесува 40,4 динари за килограм. Бразил со 3:0 ја победи Шпанија и стигна до рекордната 4-та титула во Купот на Конфедерациите. Ова е една од спортските информации кои ќе ги погледнете веднаш по рекламите.